Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во денешната епизода ќе зборувам за благодарноста. Иако претпоставувам дека веќе сте преплавени со оваа тема, она во кое што веруваме дека кога нешто станува тренд, тоа дефинитивно е нешто што е добро. Да, последниве години премногу се зборува за благодарноста, но оно кое што јас сакам да го споделам тука е не само бенефитите, односно зошто е таа важна, тука и малку една позадина и зошто е важно да некои работи не ги правиме баш онака како што се трендовски, туку да бидеме внимателни да ги правиме во склад со нас. Она што трае долго е нешто кое што е корисно и функционално. Не може да стане тренд нешто кое што навистина не им помогнало на многу луѓе. Многу често ние луѓето го губиме капацитетот, односно забораваме на капацитетот дека можеме да ги оважиме работите кои што се присутни и кои што навистина се добри во нашиот живот. Ова е особено вистина во моменти кога нашиот живот е негативен, кога се соочуваме со негативни нешта и денови кога навистина се случуваат непријатни случаи. Навистина е предизвик да се остане благодарен постојано, и тоа е затоа што постојат многу причини, постојат многу избори и некако не можеме да го менуваме минатото, меѓутоа многу често тревата на комшијата е позелена од нашата. Тоа е нешто кое што го имаме како тенденција да се споредуваме со останатите и на тој начин да не можеме да бидеме благодарни. Благодарноста ни помага да го славиме сегашниот миг. Сушност, благодарноста е нешто кое што точно не враќа во сегашниот миг и не потсетува што е она на кое што треба или би било убаво да бидеме горди во овој момент. Што е на кое што јас го имам тука и сега? Кои се луѓето околу мене? Какво е моето здравје? Каква е мојата финансиска ситуација? Дали можам да си дозволам да јадам секојдневно? Какво е времето денес? Дали имам облека? Дали се разбудив жива и здрава и добра? Дали се разбудив и можам да гледам? Јас сум сигурна дека во секој момент ние можеме најмалку 10 работи да одбереме за кои што би биле благодарни. И тоа е богатството најголемо на благодарноста. Секој ден, во секој миг, ние имаме зошто да бидеме благодарни. И ова не води до следната точка, односно да бидеш благодарен прави да можеш да го ставиш фокусот на позитивното, односно ја блокира негативата. Јас не велам да не ги гледаме негативните работи кога зборувам за ова, меѓутоа, природно благодарноста блокира негативност, она негативност која што е токсична. И секако, благодарноста знае понекогаш да стане и позитивна токсичност, меѓутоа тоа за некоја друга тема. Ако сакате да си го промените мајндсетот, ако сакате да живеете малку по-позитивен живот, доколку навистина имате тенденција да бидете песимисти, дефинитивно, благодарноста е нешто кое што може многу да помогне. Практикувањето на благодарност е нешто кое што може да направи да се чувствувате многу по-позитивно и во позитивната психологија всушност се верува дека тоа е уметноста, најголемата уметност на благодарноста. Помага да останеме позитивни и да бидеме свесни и за белите ситуации кои што ги имаме во животот, а не само за црните. Нема ништо поубаво од позитивен мајндсет, затоа што тоа е нешто кое што ни помага и да ја зголемиме самодоварбата, вредноста за себе и секако да се развиваме во позитивна насока. Има многу една убава мисла од Опра Винфри која што често ја слушам и е токму за ова. Бидете благодарни за она што го имате и ќе имате уште повеќе. Ако се концентрирате на нешто кое што немате, никогаш нема да имате доволно. И мислам дека позадината на ова носи многу, односно ако ја погледнеме оваа мисла малку подлабоко, точно ќе станеме свесни дека ние никогаш не можеме да имаме се. Ние никогаш не можеме да имаме премногу. И ако секогаш сме концентрирани на недостатокот, ние постојано ќе имаме нешто кое што ни недостасува во животот. Истражувањата во позитивната психологија докажуваат дека доколку ние немаме доволно,
Тоа може да делува на нашата добра состојба, односно најчесто негативно делува на нашата добра состојба и среќа. Но, доколку имаме повеќе, например, финансии од доволно, тоа нема да не направи пострекни. Што значи ова? Ова значи дека ако имаме повеќе од доволно, односно ако сме баш она богати, ние нема да бидеме пострекни психички. И секако, сето она кое што е помалку, да, ја намалува среќата, тоа не можеме да го негираме и затоа велам важно, па да не сме и токсично позитивни. Но, доколку ние постојано сме насочени кон проблемот, кон недостатокот и така натаму, ние не можеме да се насочиме и кон решението. И затоа убава вежба е вежбата со благодарност, како би можеле да го тргнеме фокусот од проблемот, за да може да си го отвориме умот да најде решение. Доколку човек се исполни, доколку дозволи да е благодарен и среќен, само тогаш тој може да работи на сопствената среќа. Нешто друго што носи благодарноста е тоа што ја зголемува продуктивноста и секако среќата, добросостојбата. И ова е вистина. Реалноста е дека луѓето сме создадени да создаваме. А благодарноста ни дава верба во себе си и во другите луѓе, но исто така ни дава и надеж дека се ќе биде добро и дека се ќе се реши. Со самото тоа, практикувањето на благодарност не прави пострекни, затоа што мислиме на добрите работи во животот, на начин на кој што стануваме попродуктивни. Благодарноста е многу убава за мотивација, како би можеле да постигнеме многу повеќе. Например, ако секојдневно пишувате работи на кои што сте благодарни, тоа може многу повеќе да ве мотивира. Постојат многу убави видеа и многу убави. Јас ги сакам TED Talks за мотивација, кои што навистина можат да помогнат и малку повеќе да ја отворат портата кон благодарноста, но оно кое што ми е важно да го споделам е дека додека постојат различни начини да бидеме благодарни, многу е важно да тоа не биде механички. Односно, доколку тука и сега во овој период од животот не ви е потребно механички да бидете благодарни, јас предлагам да тоа го правите еднаш неделно, еднаш месечно, па дури на неколку месеци, како благодарноста би била реална, а не би била само механичка. Зошто? Затоа што доколку ова го правите без чувства, без емоции, без реална позадина, без цел, не е нешто кое што навистина може да помогне. Но убаво е на одреден период во животот да застанете и да се запрашате во ред за што е она за кое што јас сум благодарна, што е она што е убаво. Не велам дека се лоши дневните благодарности, тие се всушност многу убави, меѓутоа со текот на времето и за многу луѓе знаат да не биде добра практика, затоа што се само автоматски и затоа што луѓето пишуваат работи за кои што реално во моментот не чувствуваат благодарност. Туку го пишуваат тоа затоа што знаат дека треба нешто да напишат. И затоа доколку се јават вакви отпори во благодарноста, многу луѓе се откажуваат и престануваат да го гледаат ова како нешто добро, затоа што станува исцилено, претерано, секојдневно. И токму затоа важно е да си одредите вие, секој различно, на кој период ќе проверувате на што сте благодарни, зошто сте благодарни и така натаму. Да не е тоа нешто кое што е постојано. Се додека е тоа постојано, најверојатно нема да ви биде во склад со вас и брзо ќе се откажете. Еве, например, јас често знам тоа да го правам на 3 месеци, понекогаш го правам и секојдневно доколку ми е потребно и се наоѓам во многу тешка ситуација. Меѓутоа, за мене се докажало дека кога го правам на 3 месеци е најискрено, е најавтентично и најточно. Обавезно го правам 2 пати годишно, меѓутоа на секој 3 месеци погледнувам назад и викам во ред што е на кое што го постигнав, што е на кое што го имам, на што сум благодарна и така натаму. Јас ќе повторам сите вежби, сите трендови, исти со кои што се соочуваме. Не е поентата да го правиме затоа што другите го прават или како што другите го прават, туку да го правиме во склад со нас и со нашата потреба. Доколку во моментов се соочувате со многу негативни работи, тогаш во ред е тоа да го правите секојдневно. Доколку во моментов се соочувате со отпор, тогаш не го правете секојдневно, правете го еднаш неделно, еднаш месечно, на 3 месеци. Но на крајот на денот, никогаш не заборавајте за моќта на благодарноста, затоа што благодарноста е едно највозвишено чувство кое што се чувствува. И не може да го почувствуваме доколку ние претходно не ја поминеме цела емоционална скала, односно
Невозможно е да ние почувствуваме благодарност од некој негативен настан доколку ние прво не сме го обработеле и не сме виделе точно што е оно кое што тој ни донесол. И затоа и на благодарноста потребно и е да ја дадеме време. Многу нешто се еве на психотерапија да речеме се работат, има гнев, има лутина, има бес, има тага и така натаму, да после неколку месеци па дури и години човекот да може да доживее благодарност и тоа е во ред. И верувам дека во тој момент на бес, на тага, на лутина, доколку некој му рече некогаш за ова ќе бидеш благодарен, тој нема да поверува. Меѓутоа, да, после одреден период се чувствува благодарноста. Сетете се за некоја негативна случка од основно, од средно школо, и точно ќе видите како денес, доколку сте обработеле, доколку не е потисната случка, може да сте благодарни за тоа што се случило нешто кое што може би било малку и потравматско за вас. Меѓутоа, нешто што се случило вчера, верувам дека не можете веднаш да станете благодарни. Сите промени кои што доаѓаат многу брзо, најчесто не се добри, односно не се вистински, туку се само некое замајување кое што си го правиме самите на себе си. Дајте си време, бидете во склад со себе и проверете што е оно што е најдобро за вас.